Уште една седмица до крајниот рок за составување на новата влада. Лидерот на вашата партија го доби мандатот да ја состави новата влада. Оно што е актуелно деновиве е ќе успее ли ВМРО ДПМН да ја состави новата влада и секако платформата на партиите на албанците која што е дел од условите за составување на новата влада. Лидерот на вашата партија во интервју се изјасни дека ќе се обиде да состави нова влада, но не по секоја цена. Па добро, најпрвен по однос на платформата. Таа е постизборна платформа на неколку партии на македонските албанци во Република Македонија и тоа што ние го забележуваме беше начинот на кој што таа е создадена. Пред се, без разлика на содржината на платформата на албанските партии, многу е непринципиелно кога премиер на соседна држава, на трета држава, се меша преку учество во таа платформа во внатрешно-политичките работи на друга држава. И тоа е спротивно на меѓународното право и на самите декларации на Обединетите нации за почитување на суверенитетот на сите земји членки на Обединетите нации. Втората работа која што по самата платформа треба да биде напомената. Ние имавме пред 2 години една политичка криза во Република Македонија и навистина е надвор од правилата на игра таа политичка криза некој да ја искористува и злоупотребува и да ја преточува во сега меѓуетничка криза за компензирање на одредени прашања кои што се може би приоритет за 2-3 политички партии, но не се приоритет за сите граѓани на Република Македонија. И ние тоа јасно го кажавме. Ќе се обидеме да создадеме влада која што ќе ја отсликува реалноста на гласачите преку нивната волја на изборите, каде што 455.000 гласачи ја поддржаа коалицијата за подобра Македонија и еден добар дел на гласачи кај албанскиот блок дадоа поддршка на ДУИ, но во секој случај не планираме да формираме влада по секоја цена. Особено не за 2 клучни прашања. Првото е менување на уставот. Не би го менувале уставот по никоја цена, особено не ако тоа е прашање за воведување на двојазична држава на целата територија. Ние немаме мандат од нашите граѓани тоа да го направиме. И втора работа, двојазичноста во една држава може да се огледа и по одредени примери. Ако ги земеме примерите на Литванија, Естонија, Латвија, земји членки на Европската унија, ние не сметаме дека тие даваат аргумент плюс за да имаме ние двојазичност на целата територија. И втората работа е специјалното јавно обвинителство, кое што изминатиот период гледаме колку е политизирано. Имавме еден договор, така наречен пржински договор, каде што се утврди мандат, капацитет и надлежност на специјалното јавно обвинителство. Тоа ќе го испочитуваме, но немаме намера да влегуваме во друг политички инженеринг за да продолжуваме некои кризни решенија. Но добро, ова е за ДУИ клучно, продолжување на мандатот на СЈО и двојазичноста на целата територија. Тоа ДУИ го најави постизборно дека тоа за нив е клучно и во изминатиот период ние забележавме дека се исцртуваат некои спротивставености по овие позиции. Од една страна позициите на ВМРО ДПМН, од друга страна позициите на ДУИ. И ние очекуваме дека овие спротивставени позиции може да бидат отежнувачки фактор во текот на разговорите што би ги имале со ДУИ за составување на ново парламентарно мнозинство. Дали веќе со ДУИ имавте како партија контакти, било какви првични, кога се очекува да почнат преговорите ако не се почнати? Во изминатиот период имавме потреба, ние како политичка партија, надлежните тела во партијата, извршниот комитет, централниот комитет, да имаме консултации, да дадеме овластување на председателот на партијата, да ги отпочне разговорите со другите можни коалициони партнери. Очекувам во текот на следнава недела ВМРО ДПМН официјално да ги почне разговорите со ДУИ за составување на нова влада. Дали ќе успееме, ќе знаеме на крајот на истекот на законските рокови, а тоа е 29 јануари. Така. Вие се изјаснивте како партија дека тие два услови кои што ги споменавме, двојазичноста и СЈО, се неприфатливи. Од друга страна, иако официјално СДСМ не се изјасни околу овие услови, односно околу платформата на албанските партии, дел од аналитичарите кои што гравитираат или кои се блиски до опозицијата, изјавија дека тоа се прифатливи услови. СДСМ би можела да коалицира. Можно ли е во таков случај, доколку вие не составите влада, да има
на такви преговори со албанските партии од страна на СДСМ? Очекувате ли, во кој правец би се движеле работите? Ние не можеме да ги коментираме предпоставените, да речам, одлуки или позиција на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е нивна работа, но она што зачудува е фактот што во изминативе 2 недели СДСМ има позиции за загадувањето на воздухот, за даноците, за екстерното тестирање, за економијата, за увозот на струја, за секоја болница, за училишта. Има одговор на многу теми кои што не се актуелни или се помалку релевантни, но нема одговор. Имаме едно молчење од СДСМ за главната тема, а тоа е платформата на ДУИ, ДПА и партијата на Зијадин Села, и гледаме дека не се изјаснуваат. Во најмала рака е непринципиелно од страна на СДСМ што предпочитаат таков молк, но и самото молчење на СДСМ по оваа тема кажува нешто многу и дава една јасна порака дека СДСМ не дава приоритет на националните интереси или на уставот или на волјата на граѓаните, туку дека е спремна за некакви калкулации што доликува на нивното однесување во изминативе 3-4 години, но од наша страна ние сме јасни и транспарентни. Тоа што за нас е прифатливо и тоа за што граѓаните не гласале, ние го потврдуваме и да го кажуваме. Тоа што сметаме дека немаме мандат да менуваме устав и да воведуваме двојазичност на цела територија или да продолжуваме мандати на хибридни институционални решенија како СЈ, тоа исто така го соопштуваме на јавноста. Има право секој граѓанин да знае на што е кога дал доверба на една политичка партија. Во моментов мислам дека многу граѓани кои што дале доверба на СДСМ не знаат какви се позициите на СДСМ по некои клучни прашања, а гледаме дека партијата на Заев се обидува преку своји експерти и така наречени аналитичари да испрати сигнал дека за нив се е прифатливо само да дојдат до власта. Но тоа е предмет на нивно однесување, јавноста ќе цени кој има принципи во политиката. Пред нашиот разговор беше прилогот за интервјуто на министрот Поповски за Лаверита. Сорос нека престане да го дестабилизира Скопје. Вашата партија најави дека отпочнува процес на десоросоизација. Како планирате тоа да го направите? Ние сакаме да има невладен граѓански сектор кој што ќе биде објективен, транспарентен, активен и нема да биде доминиран од една чадор организација како што е Сорос отворено општество. Во моментов од прилика околу 90% од невладините организации во држава и нивното финансирање се под чадорот на невладината организација Сорос, која што е глобална организација, не е македонски феномен. Втората работа е што ќе почнеме многу поотворено да ги соопштуваме фактите кои што можеби некој ги забележал, не ги забележал или не ги знае, а тоа е дека Сорос има политичка агенда во Република Македонија. Некои така наречени активисти неколку години се представуваа како невладини активисти, денес се пратеници. Така беше Лидија Димова од СДСМ, така беше Сафет Бишевац од СДСМ, така беше Павле Богоевски, Ивана Туфекџиќ и многу други кои што неколку години наназад се представуваат како еколози, демагози, зборуваат за образование, за режим, за демократија. Утре ги гледате на нечии политички листи и тоа е действувањето на Сорос во Македонија се покажува како една фасада зад која што се крие едно политичко камелеонство. И сметаме дека тоа не е добро. И третата работа, гледаме дека и во Соединетите Американски држави за време на инаугурацијата на ново избраниот претседател Трамп подготвуваат протести со слоганот "Нема правда, нема мир". И се гледа дека овој глобален феномен е да најде начин како политички да действува за своји политички и финансиски интереси преку така наречени инсталирани невладини организации. И сметаме дека тоа не е продуктивен невладин активизам. Треба да имаме регулатива каде што невладиниот граѓанскиот сектор ќе им припаѓа на граѓаните, а не на некои богати светски финансиски магнати кои што прават политички или берзански интереси преку овие целни групи. Благодарам. Тоа беше Антонио Милошовски, гостин во вестите на Канал 5.